Дечки, значи мораме малце појако пиар, гледам моја по социјални медиуми, мислам катастрофа. Ти, Јелена, што е ова бе лајкои? 200 лајка немаш на пост кај тебе. 880 лајка имава со архивот бе. Тоа ви зборам, значи мора малце. Тебе ќе ти качиме на рачето, Симон. Озбилно. Тоа брат. Ердо, башка. Јако ми е мене, ја горцуме, рецимо, ќе улета паричка пак по вишица пошто ја газдали. Сега да не ме сватите погрешно, ама ја например, гледај, ни видео не сум ставил, гледај, слика, обична слика сум ставил, гледај. 11.000 лајка. Ајде, шефе, а што е овој телефон да? Многу јак телефон е. Еве, гледаш црн. Ој само Джекој го користам. Микс двојка. Многу конструктивен мале. Микс двојка. Пошто денеска е прочка, да знаете, тој што има најмалце лајкови се проштеаме од него. Значи, ич да не ми доаѓате следна епизода. Што се бавите ви овдека бе? Со што работите? Вие знаете ли дека овдека на Симеон ни го менуваат? Собивав по ја лајкови, собивав и тоа по негде половина милион и тоа на сите профили собивав, 5 профила. Мада и ја имам комбинација лайк за лайк. Ја не дека јас сум си векот. Вито, дај бе и кога мислам стабилизирај се малце. Ај, кога глумиме више фейк ролетна, дај мрдни малку. Чекај, добар, не мрде. Лека ноќ, вие гледате вчерашни новости. Ние сме Јелена и Александар и одовде ве носиме чекор за цитар. Лека ноќ и од мене. Зад нас ја оставивме неделата на љубовта, виното, дебатите, културата, блокираните патишта, а во случај нешто да изумив, се надевам ќе ми простите. Простено ти е, Јелена. Но, што би рекла една стара македонско-медиумска поговорка, да не должиме многу. Еве што ќе гледаме во најновите вчерашни новости. Вчерашни на терен се одважијали конечно македонските пирати. Полот пирати ми се без една нога. Ексклузивно најдели овој човек со одветен канцелариски простор. Откриваме која е третата црвена линија покрај јазикот и идентитетот. Ете која е причината поради која готвам јас. Која е вашата? Новиот Peugeot 308 со напредна технологија, веќе од 170 евра месечно. Домот ми е таму, кај закачам шапка. Домот ми е таму, кај што ме чекат. Домот ми е таму, каде што ме знаат. Домот ми е таму, кај преспијам ног. Стамбен кредит на Комерцијална банка со ниски каматни стапки од 2,9% во првите 3 години и до 30 години рок на отплата, без надоместок за одобрување и администрирање на кредитот и без трошок за процена. Комерцијална банка АД Скопје. Биотеа, органска италијанска козметика, сега достапна и во козметички салони и дерматолошки ординации низ Македонија. Природен ботокс без игли, инстант лифтинг за измазнување на брчките, кактус за нежна кожа и свиленкаст изглед, линија од билка месо ждерка за топење на салата. Биотеа, инспирирани од природата. Скандал ги тресе македонските портали. Наша позната фолкерка заглавена во снежниот хаос минатата недела. Скандалот воедно предизвика и големо изненадување за оние кои сметаа дека оваа година Македонија пат нема да биде изненадена од снегот. Македонија пат повторно беше изненадена од снегот. Снегот предизвика повеќе застои во сообраќајот низ западниот дел, а патот Битола Ресен и Ресен Охрид беше затворен за сообраќај. Но од Македонија пат се оптимисти.
Како што велат тие, ова е една од нивните најдобри години, па така од 91 ден колку што трае зимата, тие имале проблеми во работењето само 2 дена, што е статистички импозантен податок. Оттаму додаваа дека ова е нивна втора најдобра година после 1999-та, кога воопшто не падна снег. Среќна вест! Министерката за образование и наука Рената Десковска за Свети Трифун ја израдува нацијата со информацијата дека таа ќе работи за време на празникот на виното. Односно ќе работи за сите оние што ќе решат да слават и да се пијанчат по кафани. Свети Трифун, може би некаде, напиша министерката на Фејсбук, постирајќи слика со нејзиното биро преплавено со харти и документи. Во минатото, овој феномен на прекумерна работа на владата беше познат под името 24/7 и потошо светлото во кабинето на премиеро беше секогаш вклучено. Но умре тоа време. Сега работите се суштествено променети. Имено, денес благодарение на транспарентноста на новата влада, ние не само што може да видиме дека министрите се убиват од работа за иста плата, туку и дека се трезни. Или што би рекла една стара македонска мудрост. Импиаро веритас. Сега со линк ќе се вклучиме пред владата на Република Македонија, каде што не чека Небојша Томик, пиар на владата. Небојша, дали се слушаме? Кај, се слушаме како СДС само што го слуша гласот на граѓаните. Значи имаме некој проблем во конекцијата? Много добро, много добро, много духовито. Би сакала да поразговараме за кадровските политики на СДСМ. Што? Дајде не е проблем, значи све ќе одговорам. Јас сум тука за да одговорам на вас. Повелете. Јавноста е заинтересирана како директорот на МТВ, кој беше назначен од ВМРО, е повторно избран за директор. Ај, ќе биде, бе, брат, ќе биде, што се замарате? Значи, глед, директорот го бира Советот, сега Советот го бира собрание на предлог на влада. Така и да, овие ќе се вратат, нема кај кидат, разбираш? Ќе се вратат, ќе се состанат, ќе ќе го прифатат собраниево и оп, 2021 ќе имаме директор нов на МТВ, дај Боже. А Крамарска, која беше уредник на Утрински, е советник на Шекеринска? Да, точно е тоа. Јово Вангеловски е уште председател на Врховен и не само тоа, треба да го реформира судството за кое велевте дека го урниса. Мислам, што ес. Што ес, така што е така е така. Абе, што сте се запнали, дајте време, бре, луѓе. Значи, ние режим со пенкало мрт, бутнавме та сега за јо. И на него ќе му дојде време. Значи, кај да е, све ќе биде кул, све ќе биде се. Ние имаме визија, ние имаме план за живот у Македонија, ме разбирате? Вие не можете еден директор да смените, а народот е уплашен дека ќе го смените името. Види го, ние од претходниве закони што ги донесува власта претходна, не можеме сјалица да смениме тоа името, мисле. Да. Ви благодарам. Фала, слушај, фала и на вас. Поздрав, нешто ќе се, фала што ми давте шанса. Иле, поздрав. Ацо? А до нашата редакција постојано пристигаат прашања упатени до премиерот Заев. Граѓаните се интересираат за тоа како се донесуваат одлуките и како работи владата под негово раководство. За таа цел, ексклузивно премиерот Заев гостува во вчерашни. Лека ноќ од мене. Во рубриката граѓаните пашуваат, како што веќе свативте, е нашиот премиер Зоран Заев. Премиере, како се чувствувате? Јас сум растеретен како политичар. И јас кога бил председател на влада би бил растоваран, растеретен. Науме од Ботум прашува дали е точно дека освен по бојата, нивната црвена, а вашата сина, по ништо друго вашата влада не се двои од онаа на ВМРО ДПМН. Не можеме да паѓаме на таквите шпекулации. Иста по се. Само се става овде боја, за да може да биде лесно разграничена. Јасно. Орце од влада се интересира какви се некои од министрите, директорите и советниците кои што ги поставивте. Еден дел, тоа се мал дел, еден дел се луѓе кои што не знаат и сами што прават таму. Значи точен е впечатокот на Ангелот Башибос дека премногу сте се отпуштиле? Си функционираме, не ја брзаме работата. Добро, видовме дека не брзате, но толку што сте спори, дозволивте програмскиот сервис на МРТВ да направи реизбор на стариот директор кој што вие толку го критикувавте? Веројатно тие ќе ги дадат своите образложенија зошто избрале
Заборавив како се вика дури новиот. Маријан Цветковски. Јас и него знам човекот. О, Господ нека ни е на помош. Од ваша уста во Божи уши. Пред да ви се заблагодарам, Ведермен од вчерашни сака да ве праша какво ќе биде времето. Верувам дека доаѓаат убави времиња. Почитувани, со овој оптимизам го затвараме денешното интервју со премиерот Заев. За вчерашни Вито Дениде. А сега се вклучуваме во Собранието на Република Македонија, кое работи со полна пареа за доброто на граѓаните. Простете ми за грешката, сепак пратениците се немаат со станато на седница веќе 18 дена. Но на ова еден просечен оптимист би рекол барем не прават патни трошоци. Аца? Се гледали крајот на преговорите за името што се водат под покровителство на Обединетите нации? Што ќе загуби, а што ќе добија Македонија со евентуалното решение? На ова и на други теми разговараме со професорот Јордан Хаджибогатинов Десков Петровски Миланов, независен аналитичар и специјален владин советник во преговорите за името. Господине Јоци, како ги оценувате преговорите за името? Дали сме пред капитулација? Да. Пред да одговорам, само да напоменам дека јас сум овде неполн месец, меѓутоа видете како би можеле преговорите да евалуираат, меѓутоа тука мислам на суштествено да евалуираат, мора да ги сачекаме резултатите, не може да брзаме со тоа. Или, како што вели Пабло Куејдо во неговата чувена пословица, брза кучка понекогаш убоде некое зрно. Добро, да, но во јавноста веќе се зборува и за нови имења, и за графите националност, јазик. Видете морам да признам дека све тоа тачно, меѓутоа Македонија нема потреба да страхува. Доминае сунт, што би рекле старите Грци. Или, еве да речеме, таман работа и да се прифатат сите грчки, така наречени барања, Македонија не значи дека би изгубила многу. Ние сме сепак една млада земја, или што би рекле, во универзумот мора да постои некаков баланс. Добро, значи ние ќе ги изгубиме преговорите, така? Па не мора така да се гледа. Каде ви е оптимизмот? Каде ви е олимпискиот дух? Каде ви е олимпиското мото, ви се молам? Значи, не е важно колку ние ќе изгубиме или дали ќе изгубиме све во преговорите. Битно е да се учествува. Само што едно прашање, професоре. Кога според вас е најдобро да се реши името? Видете, terra est stella nolitur bare circulos meos homo homini lupus est. Односно, името според мене најдобро би било да се реши пред прочка, за да може на граѓаните да им се понуди заедно со решението да им се побара и прочка за истото овај. Ви благодарам, професоре. И јас вас исто благодарам. Еве ти една линија, значи немој да ми се доближуваш. Ова ти опомена. Па како што го може да видите, чекаме женава што чисти малку да заврши и да може да почне со сеување. Новиот Peugeot 308 со напредна технологија, веќе од 170 евра месечно. Децава се зафатени, никако да ги видам, не можам ни внуците да си ги гушнам. За да ги соберам сите, ќе го употреба моето тајно оружје. Кога ги гледам вака сите заедно, па душата ми се полни со милина. Ете која е причината поради која готвам јас. Која е вашата? Закачам шапка, домот ми е таму, кај што ме чекат. Домот ми е таму, каде што ме знаат. Домот ми е таму, кај преспијам ног. Стамбен кредит на Комерцијална банка со ниски каматни стапки од 2,9% во првите 3 години и до 30 години рок на отплата. Без надоместок за одобрување и администрирање на кредитот и без трошок за процена. Комерцијална банка АД Скопје.
Дојде живот и за театарот во Куманово. Конечно, подолгата агонија и немањето елементарни услови за работа, како на пример грејење, актуелниот министар за култура Роберт Алагјозовски им даде надеж на театарските работници. Проблемите на грејење ќе ги решаваме етапно. Јас се надевам дека проблемот со грејењето во театарот во Куманово, во Центарот за култура Куманово и во други исто така институции ќе бидат реализирани, се надевам, веќе во 2019 година. Одлична вест. Се моли кумановскиот ансамбл да се воздржи до 2019 година без грејење. Тоа се сепак уште неколку месеци и пар дена. А ние продолжуваме со вчерашни. А сега една гатанка. 2 централни совета, 2 конгреса, а една партија. Што е тоа? Тоа е движењето Беса кое се соочува со внатрепартиски поделби. Имено едните одржаат Централен совет во Скопје, другите во Тетово. И сега ќе имаат 2 конгреса, еден во Тетово, еден во Скопје. Очигледно не испадна зборот е збор, или на албански Беса е бес. Еве уште една гатанка. Еден повод, 2 чаши, еден град и едно живели. Што е тоа? Тоа се Ѓорги Заев во Кавадарци на Свети Трифун. А ние да се фатиме малце на посериозни теми. Останете со нас. По минатонеделниот протест во Джепчиште за одбрана на името, идентитетот и јазикот се разбуди и македонскиот народ, кој увиде дека е 5 до 12, ако не и поблиску до 12. Па така група граѓани се собраа на спонтан протест на кој бараат исцртување на нови црвени линии, кои ќе бидат прифатливи и за власта и за опозицијата. Сакаме ли бе да фрламе хартија на улица, бе? Сакаме. Па сакаме. Нормално. Сакаме ли да паркираме кај сакаме, бе? Сакаме. Па сакаме, ме сакаме. Сакаме ли да мочаме пред зграда? Да, се надевам дека ова е протестот што се одржува, мислам дека сум на право место. Да, тие се. Зошто сте овде? Како без зошто? Зашто сме овде? Види, брачко, не може у држава се дешаваат ствари без за тоа народот да биде информиран. Саѓаш? Ние до сега поставивме 2 црвени линии. Едната црвена линија, ништо бе пати, имам тетанус при мене. Едната црвена линија е јазикот. Значи, другата црвена линија е идентитетот. И сега треба да поставиме Значи, натаму. Не е у патика. Треба да поставиме и трета црвена линија. Сваѓаш? Ке ти. Значи, еве ти една линија, значи немој да ми се доближуваш. Ова ти опомена. Значи, ова не е окей, ме рекна у патика. Која е таа трета линија? Третата е менталитетот, бе, брат. Менталитетот не може они да го менјаат тука. Тоа е нашето, сваѓаш, исконското. Не може сад тоа кој стигне да ми менја менталитет на мене. Зошто менталитетот? Како без зошто? Идентитетот е тесно поврзан со менталитетот, брачко. Идентитетот и менталитетот. Ти сакаш да идеш по улица да фрлаш ѓубре? Сакаш. Сакаш да плюкаш кај стигнеш? Сакаш. Ако не го правиш тоа, што си ти? Не си македонец, бе. Менталитетот, бе. Менталитетот. Сваѓаш? Менталитетот. 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 Еве ти жут. Еве ти жут. Ајде сега да видиме пак мале менталитетот. Продолжи. Продолжи, ајде. Менталитетот бе. Абе ама ке ти. Значи еве ти. Еве ти го. Еве ти го. И црвен. Еве што црвен, бе? Бе каков црвен, бе? Слушај ти вам. Црвен ти на мене ке ми даваш. Абе слушај. Овие сакаат тука со некој општествен овој што е инженеринг да го сменат менталитетот на македонецот. Него друго прашање имаш ли? Да, имам друго прашање, ама не е до тебе. Зошто, бе господе, ме праќаш со вакви идиоти цело време да работам? Поранешниот премиер Никола Груевски во средата се пожали на медиумите дека речиси секој ден има рочиште во скопските судови. Еве што точно изјави тој. Ако дозволите, прво малце да се нашавам, да кажам дека толку често ме повикуваат овде во судот што почнав да се чувствам како доаѓам на работа и да побарам канцеларија и плата. А дали во меѓувреме тој се снашол со канцелариски простор, дознаваме од нашиот репортер Вито Дениде. Дали успеавте да добиете канцеларија во судот? Како што може да видите, чекаме женава што чисти малце да заврши и да може да почне со сеување.
А зошто сметате дека треба да имате канцеларија во судот? Судиката докажа дека натежнува кон туживаштвото и ја тоа го приметив и пошто се гледа дека има тенденција мене да ме задушуваат овдека, да ме држат. Јас решив така малку на шега да побавам од нив едно работно место, пошто не ви онака секој ден сум тука, не ви. Меѓутоа на овој начин многу се заштедува во однос на патни трошоци, ПЦ. И исто така јас размислувам да во блискиднина обезбедам едно станче. Тоа нормално не би било до судот да биде в ПЦ и не би било нека ексклузивно, тоа би било едно така гасонјелче кај што кујничка една така wireless да има плинско и тоа е нормално еден будилник ПЦ. Да. Сосема практично, но зашто побогу вас судот да ве плаќа? Видете, господине, вие не гледате дека нас тука името ни го менуваат, а тука вакви мене плашање ме поставуваат, ајде. Дежа ву. Студија? Вести од Вселената, поточно од Србија. Како што е добро познато, српска нова година доаѓа малку подоцна од нова година, но сега првпат може да се одреди која година е точно во Србија. Имено во Србија е сега 2014 година. Како што известува нашиот дописник од Србија, Сребрагинова Екстасиќ, кај нашиот северен сосед сега влегува во полнек наградната игра Узми рачун и победи, која во остатокот од светот се случуваше пред 4 години и се викаше со фискална во рака до награда без мака. Стручњаците предвидуваат дека Србија може да ги надокнади тие неколку години само ако го примени македонското сценарио. Како и да е, им посакуваме многу среќа на сите учесници во наградната игра и на граѓаните на Србија кои ги очекуваат тешки 2015, 2016 и 2017 година. Само што ни пристигна демантна веста од Белград кој гласи: најостро осуđujemo iredentističke teze Makedonije da se Srbija nalazi u 2014. godini. Imeno Srbije se nalazi u 2008. godini, a najdobar dokaz za to je konkurs srpske vlade za izbor parola za treće dete, na koji inače pobedili su rađaj, ne odgađaj i ljubav i beba, prvo što nam treba. Svako tendenciozno nošenje Srbije godinama napred je kontraproduktivno za dobre odnose naših dviju zemalja, kaže se u priopćenju iz Beograda. Маргинализирана група граѓани се собра на коритото на реката Вардар да го изрази својот револт од работата на градските власти и да го сврти вниманието на јавноста кон проблемите со кои се соочуваат. Нашата Елисалфета Крстич Поп Мајбах ја има приказната. Така е, студио, тука сме на кејот на Вардар, каде што е присутно друштвото на пирати и гусари на Република Македонија, кои што се собраа на мирен протест против наредбата на градоначалникот на град Скопје Петра Шилегов да се тргнат галиите од реката Вардар. Што би рекли искусните новинари, чуму овој потек? Ми се љупила кукат. Значи, ние многу тешко се одлучивме на овој чегор, пошто пола од пиратија ми се без една нога. Пиратска шега, бе. Не, значи не ќе ни го земат бродот. Бродот е се што имаме. Тука сме се родиле, тука ни е се. Не го даваме бродот. Добро, што предлагате вие? Значи, ние имаме листа на барања, не се многу, 30. Значи, не се многу, прво, нелојалната конкуренција се тргне, мислам, овие што се владу собрани, стварно е срамота. Значи, леп нема, бе, нема леп да јадеме од нив, се од све крадат, од све што може да крадат. Втора работа, сакаме субвенции. Какви субвенции? Такви е субвенции, кој можат сите субвенции, можеме и ние. Субвенции ќе земат, ќе ни ги остават у бродот, пари, злато, било што, ние ќе нападнеме и ќе си ги земеме. Пиратски. Океј, понатаму? Понатаму трето и најважно е да не ни го земаат бродот. Значи, бродот е нас природен хабитат, ние тука живееме копадни сме. Значи, копадни загрозени, се и бродот да ни го земат. Немаме езера, немаме море, немаме ништо. И се и бродот да ни го земат, така?
моста. Све да ни земат, ова е најстариот занат, после оној другиот. И со оваа кука проклета ми. Пари не можеш да извам од банкомат, зависи од секој иде во на работа да направа. И секој стигнал дека бродот ке зијаме. Брод ке неаме, га. Ви благодарам. Се надевам дека овој апел ќе стигне до надлежните кои што нема да дозволат да згасне овој стар занет. До тогаш се останува на политичарите. Конечно најден клучот за преговорите со името. Како тие да успеат, ни кажа вице-премиерот Османи. Тоа што сметам дека е клjuč за успехот на овој процес е дебатата да не се одвива преку медиуми. По изјавата на Османи, вчерашни новости решија да ја проверат оваа теза и да организираат дебата за географската додавка Горна, со луѓе кои секојдневно се соочуваат со вакви и слични придавки. Мартин 99 е со своите соговорници во другото студио. Лека ноќ, почитувани. Овде сме со граѓаните од Горно и Долно Дупени Преспанско. Зборуваме со Ангеле од Горно Дупени, кој е трговец со јаболка, а од другата страна е Гаврило од Долно Дупени, кој е туристички работник, меѓутоа нели на сезонска работа во вчерашни или попознат како ведермен. Добро вечер на двајцата. Добро вечер. Добро вечер. Граѓаните на Македонија не знаат што да очекуваат од географската одредница. Еве, вие веќе го имате нели тоа искуство со Горно и Долно Дупени. Кажете ми, какви се предностите и недостатоците на тоа нели да се има географска одредница? Па добро, ние од Горно Дупени сме многу задоволни со новиот предлог, со името. Ние како Горно Дупенци израснавме во едни многу убави времиња, значи многу убави услови, со едно чувство на доминација во однос на оние од Долно Дупени. Затоа што не е исто да си од горе или долу. Ти ме тупиш ме нешто, географска одредница си е географска одредница. Не мислиме Горна Македонија дека не е добро решение, зашо може да дојде до забуни до идентитетот кај жителите на Долно Дупени, што ќе треба да објаснуваат дека се Долно Дупенци, ама Горна Македонија. Новите генерации скрос ќе се изгубат, значи скрос нема да знаат што е горе, што е доле. Ама види сега, како да ти кажам, тоа ти да си во Горна Македонија, пак ќе си долу. Немојте да ги извртувате овие работи, додавката не може да влие врз идентитетот. Како мислите не може? Така бе, како? Што е битна додавката? Што е битно дали Горно или Долно на крај крајава? На крај крајава ние увек ќе се видиме Дупени. Тоа никој не може да ни го смени. Да, така е. И што да, така е бе, па дај треба иди. Што вие со дебате треба временска се чита, не? Време во суво во Долно Дупени, што значи ќе бидеме болно дупени. Имињата тука од секогаш беа спорно купени. Чисто Горно Македонче, Долно Дупени, време да кажеш дека не сркаме нафта со лажици супени. Не менјаме име, а менјаме страни. Ништо ново, исте бордот, стара школа, нов професора, стариот Јово. Се прашувам дали од ново го гледаме филмот од Прехлани и дали уствари го чекаме Годо или тоа живот што го викаат у Македонија. Ведермен. Дојдовме до почетокот на уште едни вчерашни новости. Сега сте чекор за ците. Тоа што пропуштивте, гледајте го на YouTube уште вечерва. Акта ест фабула или представата е завршена, рече еден познат латински граѓанин. Добро утро. Добро утро и од мене.